Еве трет ден расправа во Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија на тема ребаланс на буџетот со цел 36 милиони евра од буџетот да се префрлат за обештетување на сите оние граѓани кои што настрадаа при недавнешните поплави во Скопско, како и оние во Тетовско. Денеска е специфичен ден, 1 септември е, почнува школската година со многу среќа на учениците и на професорите, а многу среќа на граѓаните Република Македонија во светло на вчерашниот договор за избори на 11 декември, кои се надевам овој пат ќе се одржат и конечно оваа повеќегодишна агонија во Република Македонија ќе заврши. Кога е трет ден од дискусијата во Собранието, многу работи можеби ќе се повторат со претходните дискутанти и репликанти, меѓутоа, како што е познато, повторувањето е мајка на знаењето, па не е лошо некои работи се повторат, се со цел сите оние поплавени граѓани во Стајковци, во Синџелич, во Црешово и во Тетовско да знаат зошто на овој начин, на овој потешкиот заобиколниот начин, треба да добијат обештетување за сите оние штети кои ги претрпеа, а не на некои други начини на кои што многу побрзо и многу поефективно ќе беа обештетени и ќе беа санирани последиците од поплавите. Овие средства што граѓаните на поголемите подрачја можеби ќе ги добијат, зошто велам можеби, ќе ви објаснам сега за кратко. Додека во светот сите луѓе сметаат дека елементарните непогоди се неопходна работа, не неопходна туку работа што се очекува и ги дочекуваат спремни со средства, со ресурси, со луѓе, со тимови, кај нас за нас се е Божја волја, се е илјадогодишно невреме и така натаму. Да ја подсетиме јавноста, додека нашите провладини медиуми велеа дека Скопје го нашла водна бомба, како што не памети претходно 1000 години, додека градоначалникот Коце Треновски изјавуваше дека 100.000 литри замислите паднале на метар квадратен. Во Скопје јавноста не е лошо да ја подсетиме дека поплави имаше и минатата година, и предминатата година, и секаде присутниот Никола Копрефил-Груевски беше присутен и таму, со загрижен лик и со бубачка на реверот ги изслуша маките на поплавените, им вети дека ќе бидат обештетени, но еве после година-две од тие поплави, некои луѓе не видеа од обештетување, а оние кои што беа обештетени, зедоа некои 30 до 40% од целокупната штета која што им беше нанесена, а по проценка на Комисијата за проценка на штетите. И еве сега, според пресметките на Комисијата за процена на штети, се пресметало дека 36 милиони евра има нанесено штета од невремето во Скопско и дека овие средства кои треба сега со ребалансот да се обезбедат за поплавените, дека ќе бидат доволни да се санираат штетите. Овие денови, гледајќи го специфичниот политички момент во кој што се наоѓа Република Македонија, еве можам слободно да кажем во предизборие, искрено да ви кажам, очекував дека конечно тоа толку спомнувано тркало и таа рајска градина ќе сопрат и овие 36 милиони евра ќе бидат обезбедени на тој начин. Очекував власта, поточно Никола Груевски, бидејќи таму е ситуацијата one man show, барем на крајот на својот мандат и на залезот на својата политичка кариера, Никола Груевски ќе смогне сили, ќе најде нешто барем малку човечно во себе и ќе излезе и ќе каже пред македонската јавност дека како човек, како родител бил трогнат од сликите кои што ги видел во поплавените региони во Скопско и дека најмалку што може да направи, бидејќи за жал имаше и жртви како што знаеме, нив не можеме да ги вратиме, најмалку што може да направи е дека сите оние сулуди проекти и нивното финансирање ќе прекине, а парите ќе се пренаменат за обештетување на оние напатени граѓани кои што ги снајде ова невреме. Меѓутоа, такво нешто, за жал, иако искрено да бидам очекував, знаејќи дека на Никола Груевски пиар и рекламата му е второ име, бидејќи политичкиот ретник му е секогаш најважен, такво нешто за жал не се случи. Ќе ви кажам зошто најверојатно не се случи таа пренамена средства. Повторно ќе се наврата многу пати спомнено тркало, меѓутоа
редно е македонската јавност да дознае некои работи кои што верувам дека голем дел не ги знаат. Исто така, како и во Македонија и во Соединетите американски држави, администрацијата на Барак Обама решила да изгради тркало, да ги поврти малку американците во Вашингтон на реката Потомак. Го завршиле луѓето тоа тркало за 3 месеци и ги чинело 13 милиони евра. Во, според мене, најмоќната и најбогатата држава во светот, толку чинело пазарското тркало. Еве, ќе искористам оваа слика од списанието Фокус. Ова е тоа тркало во Вашингтон и чинело 13 милиони евра, инаку не се брои овде, меѓутоа податок има дека имало 42 гондоли. Сега Република Македонија не би била тоа што е, не би била четврта најбрзо растичка економија во светот и светски лидер во број на отворени работни места, нели ако се водиме по оние реклами во провладените медиуми, таа да не е фокусо и ние ќе градиме тркало, јас би го нарекол конта тркало. Ова нашево ќе има 12 гондоли помалку од американското, меѓутоа најште ќе били украсени со не знам какви релефи, можеби од хунзите и така натаму, и чини 6 милиони евра повеќе од колку она во Вашингтон. Тоа не е ништо за ваков економски тигар и ваква величина како Македонија, и велам за сега чини 6 милиони повеќе, бидејќи ќе ви објаснам зошто е тоа така. Кога првпат градот излезе и каже дека ќе гради панонско тркало, проценката беше дека ќе чинило 12 милиони евра, а кога веќе договорот бил склучен, одеднаш испадна дека ќе чини 15,6 милиони евра без ДДВ. Водејќи се од искуствата, бидејќи паметниот се води од искуствата во животот, најдобро е кога е од другите, и гледајќи го театарот кој што чинеше 6 милиони евра, на крајот заврши со 36 милиони евра, не сум сигурен дека и оваа сума ќе биде доволна да се изгради тркалото. Затоа, почитувани граѓани, некој не се откажа од овие проекти, затоа што земањето провизии стана начин на преживување, модус вивенди на оваа власт, и на тој начин само некој ќе може да прославува милиарди евра спечалени во Дубај, на тој начин некој ќе може да носи наочари кои што вредат 1000 евра, на тој начин нечии синови ќе пијат шампањско кое чини 5000 евра во дискотека за една вечер и така натаму. Сигурен сум дека некој од колегите од ВМРО ДПМНЕ ќе излезе и ќе каже онаа славна флоскула на СДСМ ги подценува граѓаните, меѓутоа за волја на вистината, еве на јавноста ќе објавувам, некој знае, некој не знае, за мене не знам дали да го крстам бизарен или морбиден факт, е следниот. Поплавите, почитувани граѓани, беа на 6 август оваа година. И додека Македонија се разбуди на 7 август, ужасната од сликите за величината на трагедијата која што ги снајде тие луѓе, и граѓаните ги зедоа телефоните во раце, ги вртеа броевите за помош на овие настрадени граѓани, додека на разноразни пунктови широм целата држава луѓето оставаа храна, вода, облеки, козметики, ќебиња и така натаму, со цел да се помогне на овие луѓе. Нечија, јас би ја рекол, ВМРО-ска неподценувачка рака најде за сходно, замислете, на 10 август, четвртиот ден после поплавите, да потпише нов договор со кој што ќе потроши нови 1,5 милиони евра за изградба на забавен парк. Тоа е тоа душегрижништво и неподценување од страна на ВМРО ДПМНЕ, кое што многу често го слуша, меѓутоа во реалноста, за жал, работите стоат така. Слушајќи овој факт, не можам да се запрашам какви луѓе се тие кои што можат 3 дена, 4 после ваква несреќа да склучат договори со кои што немилосрдно ги трошат парите на граѓаните, а не сметаат дека е за сходно да ги дадат на оние настрадени граѓани во поплавите. И сега одиме понатаму, дојдовме до 14 август, се свика седница на Собранието на Република Македонија по иницијатива на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата, на која што требаше да се расправа за состојбата со поплавените региони во Република Македонија. За оние кои што не гледале седмицата, да повторам уште еднаш, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше многу квалитетни заклучоци кои што во голем дел ќе беа одобрена помош за граѓаните на поплавените региони. Ќе напомнам само неколку. Еден заклучок беше веднаш да престанат сите непродуктивни трошења и фрлање на пари по оние споменици, беше одбиено. Втор предлог, тоа заклучок од Социјалдемократскиот сојуз беше веднаш на сите поплавени да се даде авансна помош, неколкукратно поголема од овие 500 евра кои што сега владата на
господинот Димитриев реши да им ги подели, но не сме сигурни дали е се уште исплатена на сите и дали е стасана до нив, беше одбиено од ВМРО-ДПМНЕ. Третиот заклучок кој што беше одбиен, беше пренамена на средства од буџетот со кои што побрзо ќе се обештетеа граѓаните во поголемите подреше, и ова беше одбиено, оставено на ВМРО-ДПМНЕ, па сега оставам граѓаните сами да проценат кој тоа го подценува народот во Република Македонија. Од друга страна, сакам да се навратам на неколку заклучока кои што тогаш владеачкото мнозинство си ги изгласа после завршувањето на дискусијата во собранието, а кои што беа покрај поздравите и честитки до ово или до оној, заслужено или незаслужено, кои што зеле учество во акцијата за помагање на поплавените, посебно печаток ми остави овие два заклучока. Фирмите и предпријатијата се охрабруваат да помагаат и натаму. Така, драги правни лица и фирми, ние ќе си должиме за да на вас не ви го враќаме и натаму ќе да глобиме и ќе да се адмисуваме со инспекции, но вие понатаму ви охрабруваме да си давате пари и да помагате за поплавените. Ги охрабруваме граѓаните и понатаму да продолжуваат да помагаат финансиски и на било кој друг начин. Со други зборови, граѓани на Република Македонија, иако сте во најголем дел сиромашни, со големи оплячкани, со големи во сите овие 10 години, и понатаму вие вртете телефони, носите храна, лекови и така натаму, а државата, онаа која е прво повикана да им помогне на оние поплавените, нема пари, бидејќи има попаметни работи, треба да ги троши во непродуктивни трошоци. Се прашувам зошто некој еднаш барем не се охрабри од владеачката ВМРО-ДПМНЕ да му каже на нивниот лидер сегашен и политичар во заминување: аман шефе, доста беше. Доста веќе и со шмизли, и со бикови, и со Прометеи и така натаму. И сега, од сите овие начини на кои што веројатно можеше побрзо да се обештетат граѓаните и побрзо да стигнат средствата до нив, за да име намалиме болката која име нанесе оваа елементарна непогода, ние дојдовме до овој, може да кажам, четврти, пети начин, кој што е најзаобиколен и веројатно ќе трае најдолго за да си ја зема својата помош, а тоа е ребаланс на буџетот на Република Македонија. За македонската јавност да кажам дека и овде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има само 11 амандмани кои се исклучително разумни и државнички и со кои што ќе се префрлат пари од оние категории кои што се непродуктивни и се со цел да се нанесе најмалку штета за функционирање на државата и функционирање на незините државни функции. Сега не е време за амандманска расправа, не би сакал да узурпирам говорницата, да ги кажам само, ќе кажам дека дел од амандманите се да се престане финансирањето на фасади, на мебел, на автомобили, на реклами и така натаму, што сметам дека е исклучително коректно, бидејќи така најмалку штета ќе претрпат државните функции. На краја на краиштата, ако можеме да најдеме макар еден жител во поплавените региони кој што ќе каже: не сакам да ме реновирате куќата, ако тоа значи дека нема да видам барокна фасада во Скопје, не сакам да ми купите и да ми помогнете со инвентар дома, додека некој министер се мачи да седи во стара кожна хотела, во тој случај еве веднаш ќе полечи амандманите. Малку сакав иронично да го кажам и сметам дека, и еве искрено очекувам дека и колегите од ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи се сработи за исклучително разумни и државнички амандмани, дека многу брзо ќе ги прифатат. Сметам дека дискусијата кратко ќе трае, бидејќи сум апсолутно сигурен дека едногласно ќе ги прифатат наиште амандмани, се со цел да граѓаните што побрзо ги добијат своите пари. Морам овде да напоменам, да не дојде до забуна во јавноста, дека сите овие дискусии наши, на колегите од ВМРО-ДПМНЕ, реплики и контрареплики, со ништо нема да го одложат стасувањето на овие предвидени средства до нив, бидејќи се има процедури, се има законски рокови и не можеме без да прекршиме и испогазиме закони и устави да многу побрзо донесеме одлука и со ребалансот парите стасаат до нив. Значи, сакам тоа да го расчистиме, процедурата си е таа, на крајот на краиштата ВМРО-ДПМНЕ одба преку ребаланс да ги дава овие средства и повторно со оној нивен познат начин, со задолжување, со раснење на дефицитот во буџетот така натаму. Аз сметам дека наишите амандмани се исклучително коректни и дека треба на тој начин граѓаните да бидат обештетени. Би сакал да упатам апел на крај, бидејќи комисијата за процена на штетите проценила дека 36 милиони евра ќе бидат доволни. Се надевам дека овој пат, получени искуството дека порано не беше така, овие пари ќе стасаат до оние кои што им се најпотребни
Не сакам и да помислам, а воедно сакам искатам и апел, некој да не се дрзне и да му падне на памет, да и при поделба на овие обештетувања и процена на штетите ги дели случајно граѓаните на наши и ваши. Гледавме снимки на кои што некои граѓани се жалеа дека куќите им биле превипнати од комисиите за обештетување. Се надевам дека тоа е инцидентна работа и дека тоа е случајно, но поучени од изјавите на бившиот премиера, сегашен лидер на ВМРО-ДПМН, во кој што за мене од неразбирливи причини во едно интервју во Дневникот рече дека 80% од волонтерите биле од ВМРО, што за мене не знам која е целта на тоа. Сакам да упатам апел да случајно не се случи да и оние оштетени граѓани со ова, макако ги снајде, некој да не ги дели на наши и на ваши. Благодарам.